Растот на бројот на заразени со западно-нилска треска го вклучи алармот во општините каде е прогласена епидемија. На терен се засилуваат мерките за заштита од комарци. Во општина Газибаба извршена е вонредна дезинсекција и механичко прскање во сите населени места, за да се спречи ширење на вирусот, а градоначалникот вели дека е во постојан контакт со здравствените власти. Направивме координативен состанок со сите надлежни институции, тука пред се го спомнам Центарот за јавно здравје, со кој што преземаме две акции во изминатите неколку денови. Првично беше механичко прскање во сите оние каналски делови што беа посочени како жаришта на комарци, а дополнително во наредниот ден направивме механичко прскање во сите населени места на територија на општина Газибаба со цел да превенираме делување или ширење на оваа зараза кон граѓаните. Навистина сметам дека алармантно реагираме на целава ситуација. Јас сум во контакт со Министерството за здравство и што е добро за нас, досега немаме некој жител што има посериозни здравствени последици од аспект на уботот комарец. Освен во Газибаба, епидемија е прогласена и во аеродром Киселавода, Бутел и Илинден. Денеска нема нови потврдени случаи на вирусот, информираат од Центарот за јавно здравје, од каде велат будно се следи состојбата. Пред 2 дена се на 11-12 направено ларвицидна во општина Кисела вода, наречито во Драчево, видечи повеќе случаи се од таму. Терористичка адултицидна дезинсекција на 13-14 е направено исто така во подрачјата кај што имаме пријавени случаи. Според последните информации на инфективната клиника се лекуваат 24 пациенти со западно-нилска треска, 7 мина се во потешка состојба. За само една недела битката со вирусот ја загубија двајца скопјани на 83 и 72 годишна возраст. Двајцата имали и други заболувања. На сила остануваат препораките за користење на заштитни спрејови комарници и носење на долги ракави во периодот кога комарците се најактивни.